на Телма би требало да ја имаме Весна Кираджиева. Дали се слушаме, дали се гледаме, мислам дека е се во ред. Весна, добар ден за тебе. Добар ден ти за тебе и за сите ваши гледачи. Поздрав! Поздрав од Домче. Значи, јас сум синели на своето работно место. Вообичаено твојата канцеларија би рекла секогаш е на отворено. Меѓутоа, еве како ти влијае целата оваа ситуација, како си ги поминуваш овие денови во карантин, најавија веќе од утрешната среда, нели дека ќе имаме и нов полициски час и така натаму. Како сите овие работи, Весна, на тебе влијаат и психички, но и физички со оглед на тоа што може би си ограничена ете во поглед на тренинзите и функционирањата? Морам да кажам дека ова последна информација која што ни ја кажа вчера дека ќе бидеме цел викенд нели блокирани, малце така ме вознемири затоа што како што кажа и самата, мојата работна позиција е на Кеј. Твојата канцеларија е на отворено на Кеј. Така. Сега, значи, во овој изминат период од веќе месец дена немав проблем со оглед на тоа што останатите работни обврски слободно можам да ги обавувам од дома, освен нели тренинзите кои што ги работам нели како тренерка со мали, особено со малите деца, бидејќи за нив мора да сум присутна. Со рекреативците можам тоа да го правам и онлайн, да ги советувам, да им кажам што да работат, меѓутоа со деца сепак мора да си присутен на тренинг. Ете, за жал, овој изминат период тоа е тешко, мислам, невозможно нели да се направи, посебно затоа што сега децата имаат нели уште поограничен период кога смеат да бидат излезени надвор. Моите тренинзи се одвиваат во утринските часови, ќе гледам нели да ги прилагодам. Да, дефинитивно викендите ќе бидат проблем, бидејќи, знаете, оние кои што се рекреативци сепак може да направат некоја анимација дома, да вежбаат. Сега посебно интернетот е полн со луѓе кои што вежбаат онлайн, постираат на YouTube совети, клипчиња, меѓутоа за некој кој што тренира маратон, и професионално сепак се работи за долга километража. Значи нашите тренинзи се од 16-20 километри нагоре. Тоа е нели невозможно да се среди во домашни услови, да се некако балансира. Меѓутоа ќе видиме, ќе се прилагодиме, се надеваме дека можеби и Атлетската федерација на Македонија ќе издействува некои бенефити за нас преку Агенцијата за млади спорт, да можеме барем ние кои што сме професионалците да тренираме час-два надвор. Ќе видиме како ќе биде тоа. За сега остануваме позитивни. Се надеваме дека брзо ќе се среди целава ситуација, дека луѓето ќе останат во добро здравје, ќе ги почитуваат овие препораки, сепак се нели за наше добро. Како не, јас и тоа постојано го потенцирам и јас и Марко во овој проект 90 минути, дека колку сме нели подисциплинирани како нација, веројатно и помалку последици ќе извлечеме од целата оваа ситуација. Весна, колку застој има генерално во светот, би рекла, целата планета некако е во застој. Меѓутоа, колку од професионалните ваши ангажмани веќе се одложени или можеби ставени во статус кво ситуација да не се знае што со нив понатаму и така натаму. Верувам дека со оглед на твојата професионалност, на твоите ангажмани низ годините наназад, верувам дека и годинава сте требале да се подготвувате за одредени трки, маратони и така натаму. Што сега за сега е одложено? Точно така, веќе нели, како што знаеш и од нашите од моите претходни гостувања кај тебе, дека активно се подготвуваме, дека нема паузи кај нас, од една трка влегуваме во друга трка, така беше и ова зима. Буквално цела зима се подготвувавме за предстојната пролетна сезона која што е за нас, како што е на пример особено за нас голем скопскиот маратон. Потоа тука беше и женската трка, кој што сите овие трки нели мора да бидат одложени, со тоа што оваа година Скопскиот маратон кој што беше предвиден да биде во првиот викенд од мај, сега е предвиден да биде првиот викенд од октомври, тоа е на 4 октомври, додека женската трка ќе биде поместена за 6 септември. И ете, како што ме праша баш конкретно за оваа тема, бидејќи сум дел од оној, да речем, организационен тим, односно помагам во смисла на консултации, смислување на како да ги анимираме луѓето да останат сепак активни и позитивни во овој период, бидејќи сепак се работи за тркачка маса која што е научена надвор да ги прави своите активности и е тешко да останат и можеби мотивирани да видиме како тоа да го испланираме.
има многу голем број кои што се загрижени односно тоа што се до сега пријавени, можеби некои 3.500-4.000 веќе во овој момент имаат веќе пријавено и остануваат неотворени прашања на нивна загриженост, што и нормално е за разбирање и работевме нели овој изминат период да видиме како да ги ублажиме сите оние последици, бидејќи сепак се во оваа маса на тркачи има и околу 45-6 земји. Значи, надпреварувачи 45-6 различни земји во овој момент, значи очекуваме повеќе да се пријават. Добро, јас верувам дека разбирање ќе има од сите со оглед на тоа што нели оваа светска пандемија буквално ги има зафатано малтани и сите земји во светот, така што веројатно ќе се пролонгираат работите. Ви уште еднаш да потенцираме, односно да им кажеме на гледачите, женската трка е одложена за кој септември? За 6 септември. 6 септември, додека пак Скопскиот маратон, кој што стандардно се случуваше во месец мај, сега ќе се случува на 4 октомври. 4 октомври, точно. Добро, гледате позитивно на целата работа, уште неколку месеци плюс, сега нели со ограничено движење, ама да се подготвите колку можете физички и психички за тој голем настан. Настрана Скопскиот маратон, Весна, кои други маратони на кои што можеби ти беше пријавена, ќе се пролонгираат? Или не знам, поважни случувања во твојата кариера? Целиот распоред на Европската и на Светската атлетска федерација е веќе поместен. За септември има голем број на трки кои што ќе мора да се одложат, бидејќи буквално сега е преблокиран целиот оној распоред. Да, Олимпијадата веќе е откажана, се дискутира да се одложат нели Европското првенство, меѓутоа се уште оставаат простор за евентуално поместување во некаде во септември, можеби октомври, додека сепак нели не служат временските услови, бидејќи нормална атлетика е спорт кој што се одвива надворно, на надворешни услови, мора тоа да биде прилагодено и адаптирано. Точно така. Сега за сега целата пролетна сезона ни е поместена. Голем дел од трките се уште не знаеме, особено на домашната сцена, односно домашните трки. Сега за сега немаме добиено никаков распоред, бидејќи и Атлетската федерација мора да го својот календар да го адаптира во однос на трките на Европската федерација, на Светската атлетска федерација, како и Олимпискиот комитет. Така што моментално буквално сите сме во исчекување што ќе се случува, меѓутоа никого не може во овој случај да се обвини, бидејќи целосната ситуација е таква како што е и не знаеме до кога ќе трае ова. Да знаеш, да речеме, дека до крајот на април ќе биде готово, па да можеш понатаму да ги планираш во тој однос работите, би било нели идеално, меѓутоа не знаеме до кога ќе трае оваа ситуација. Се надеваме, нели сите се надеваме на најдоброто, меѓутоа ќе видиме, се надеваме дека во септември ќе имаме можност и октомври да се раздвижиме малку, да внесеме позитива, бидејќи сепак овие трки кои што се еве и конкретно и нашите домашни трки, и Скопски маратон и женска трка се буквално за ширење на таа позитива, без разлика во било која ситуација, а особено верувам дека ќе бидат во овој период откако нели се надеваме дека летово ќе заврши сето тоа, дека ќе се стабилизираат работите и дека ќе може буквално луѓето едва ќе чекаат да излезат надвор, да се видат, да се докажат, да се тркаат. Да, се надевам дека само продуктивно ќе ни влијае целиот овој период, да не дозволиме да не надвладеат негативните мисли, неубавите мисли, да си размислуваме за некои можеби и невозможни сценарија, да оставиме да нели ги слушаме вистинските вести преку вистинските извори на информациите, да не веруваме на се што ќе прочитаме, се разбира на интернет и да бидеме дисциплинирани, да ги почитуваме препораките. Весна, со оглед на тоа што сите сме нели во своите домови, како најчесто го користиш еве ти слободното време? Познавајќи ти изминативе години, знам дека си голем креативец, покрај тоа што си нели голем спортист. Зад тебе на полицата ја гледам и твојата прва книга, заедно нели во колаборација со твојот брат Александар Кираџиев. Дали може би ова слободно време се користи и за пишување нешто ново, бидејќи вие верувам дека приказните кои што имате да ги раскажувате малку се за во една книга? Да, тука си малку во право, малку повеќе сум во право. Да, дефинитивно овој период, бидејќи имам веќе година и пол назад размислување и пишувам дел по дел некои статии кои што ги подготвувам за второ издание на
на книгата, која што во ова, еве, и кај вас првпат ќе издадам дека имам некоја, замислам книгата да биде Кралицата издржа, бидејќи моментално атлетиката се надевам делува во овој момент дека е во подобра ситуација до на која што оставивме последниот пат со последното издание од книгата, така што мислам дека овој период сега кој што имам повеќе слободен, ќе имам време да го убрзам овој процес, бидејќи како што кажа веќе може година дена назад се канам некако да седнам полека да скоцкам и да напишам нешто поинтересно, покреативно, со оглед на тоа што имаме голем дел читателите од претходното издание кои што имаат и предлози, совети, кои што ни кажуваат што повеќе би ги интересирало, па би сакала и те да Па да, тоа е супер кога би им излегла нели во пресрет на тој начин да се разбира она што ќе го напишеш, да биде одговор на нечие барање, на нечие размислување, на нечија дилема. Така е, да. Тоа и ми е замислата и така ете во целата оваа, да речеме, негативна работа е една позитивна, мислам една. За мене ќе го сватам тоа ете како еден вид на знак дека ете можеби ова сега е време. Да, сега е време да седнам посконцентрирано да напишам нешто паметно. Инаку да, имаме и одвишак време, нели не можеш цело време да седиш на компјутер, излегувам повторно во оние рамки додека е тоа дозволено. Надвор од полицискиот час да направам тренинг. Имам повеќе време да седам дома, да се среди шкафот од натрупани алишта. Знаеш што ова со шкафовите, многумина слушнав од луѓето дека планирале да го направат, ама никако да дојде на ред средувањето на шкафови. Можеби затоа што имавме и драстична промена со времето, некако зимава уште никако да си отиде, ама мислам дека веќе конечно ќе може да се збогуваме со тие ниски температури. Да, баш така како што кажа и ние постојано, посебно со оваа спортската опрема, да носам хеланки, да носам шушкавец, да носам само блузичка и онака кога излезеш надвор сваќаш дека или ти е премногу топло или дека ти е премногу ладно. Буквално од ден на ден варира температурата. Еднаш паѓа снег, еднаш има 20 степени. И па сега мислам дека ќе се затопли, па веќе нема да имаме изговори околу природувањето на шкафовите, ќе мора да се извади летната гардероба. Шегата настрана, Весна, што друго правиш? Дали можеби готвиш, дали можеби читаш книги? Како знаеш да се релаксираш во овие денови? Сакам и да се изготвам нешто поинтересно, посебно со оглед на тоа што режимот ни страна сега малце можеби повеќе треба да се внимава затоа што телевизиите ни се на пониско ниво. Сакам да читам книги, моментално читам една книга од Малала. Можеби ја гледаме, супер. Да, ја има веќе прочитано, меѓутоа тоа е вистинска приказна, не знам колку луѓето во Македонија се запознаени со девојката Малала, меѓутоа ќе препорачувам на сите да ја прочитаат, бидејќи таа е Нобеловка за мир, девојка која што од многу мала возраст била принудена во некои нелагодни ситуации, да кажам. Одлично. Весна, тука ќе ти заблагодарам, посакувам како и за сите гости сето ова нели да заврши што поскоро и полиците за тебе уште толку да бидат натрупани со пехари, со успеси кои што ќе ги оствариш, се разбира книгата да доживее и второ издание, односно второ продолжение би рекла и да се вратиш во твојата природна канцеларија, се разбира тоа е надворешниот терен, кејот на Вардар најчесто, ако не се лажам, во Скопје. Така? Да. Најчесто овој период го користам и за наводно, бидејќи има многу помала фреквенција на луѓе, па така да го избегнеме на движење, меѓутоа да, кеот, градски парк, тоа се мои места, канцеларии. Твоите канцеларии на отворено. Те поздравувам, ти благодарам што беше дел од овие 90 минути. Фала, поздрав и до вас. Да, ја погледнавме Весна Кираџиева, наша позната атлетичарка, шампионка, дама која што верувам дека мотивирала многумина од вас да го засакате трчањето, дали ќе се занимавате со истото професионално или аматерски, на крајот од денот можеби е и седно, но важно е дека сте физички активни. Таа спомена дека работи и со деца, за жал заради целата ситуација сето тоа е нели ставено во некоја пауза, меѓутоа се надеваме дека ќе дојдат и подобри времиња и дека сето ова ќе се врати во
во Нормала. Верувам дека ви беше интересен и разговорот со Весна. Споминавме одложената женска трка и Скопскиот маратон, сепак ќе ги имаме реализацијски, да се надеваме ако се биде добро односно на почетокот од месец септември и на почетокот од месец октомври, поточно на 4 октомври не очекува Скопскиот маратон 2020 година. Тука некаде правиме пауза, следува првиот блок на реклами, а по рекламите